Петок, 23 февруари, кратки вести во 12 часот. Почнува собирањето потписи за кандидати за председател и за пратеници и ќе трае до 8 март. За сега се познати 9 имиња кои претендираат да учествуваат во изборната трка за председател на државата. Од нив само Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова имаат поддршка од 30 пратеници во собранието. Останатите ќе треба да собираат по 10.000 потписи. Собирањето потписи ќе се одвива во сите подрачни одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, сместени во седиштата на 34 локални самоуправи и пред надлежните нотари. Подрачните одделенија ќе работат во две смени од 8 до 20 часот, а на 8 март до 24 часот. Кампањата за председателските избори започнува на 4 април, а првиот круг е на 24 април. Општина Охрид во најскоро време ќе го асфалтира делот од кружниот тек на пресекот од булевар Туристичка со улицата Асно, што пред еден месец беше оштетен поради санација на пукната цевка. Оттаму за Супер Радио велат дека причината што тоа досега не е направено е што коловозот на тој дел понира и постојано се надополнува со земја, па поради тоа не може да се асфалтира, а решение не е ни поставување на бекатон плочки. По стабилизирање на состојбата велат дека ќе се премине кон поставување асфалт. Бројна делегација на туристички работници од Охрид и Струга е дел од 45-тиот меѓународен саем за туризам што до 25 февруари се одржува во Белград, Република Србија. Своите понуди ќе ги презентираат повеќе од 27 земји и околу 400 излагачи. Српските туристи се редовни гости на Охридското крајбрежје, како во текот на летната сезона, така и во останатиот дел од годината. Времето денес сончево и релативно топло со умерена облачност. Дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.